Великденско носење на крсти. На вториот ден на Великден, рано наутро, пред извршувањето на обичајот носење на кулите, се врши литија или носење на крсти. Носењето на крстите исто така е поврзано со празникот над празниците, Воскресението Христово Великден, бидејќи го символизира трновитиот пат на Господа Исуса Христа од фаќањето под Гетсиманската градина, па до носењето на Христа на Голгота и неговото распнување. По завршувањето на светата богослужба се оди од светиот храм над Македонски брод по Ридот, што значи тој тежок пат што го поминал Господ Исус Христос. Така и учесниците одат по Ридот, символизирајќи го трновитиот пат на Господа Христа и неговото носење на крстот. Обредот започнува од Ридот над Македонски брод, од местото викано Топола. Овде се извршува првото заклинување. Заклинувања има 4 и се изведуваат на сите 4 страни на светот. Заклинувањето се извршува на следниот начин. На еден дебел даб се прави крст со секира. Потоа еден од верниците во средината од крстот излабен во дабот со сврдел прави дупка. Оваа дупка го символизира гробот на Христос. Крстот го символизира распнатиот Христос на крстот и свештеникот во дупката става нафора и вино, односно крвта и телото на нашиот Спасител. За тоа време, свештеникот го изговара тропарот на Воскресението Христово. Христос воскресна од мртвите, со смртта, смртта ја победи. На тие во гробовите, живот им дарува. Потоа во дрвото се налева и со виното, со крвта Христова, а потоа еден од верниците го запечатува со дрвен клин. Како што Исус бил положен во нов гроб, вдлабен во пештера во камен, така е бил запечатен со голем надгробен камен. Тоа е символиката на клинот. И како што во пролет дабот оживува, со доаѓањето на пролета се носи нов живот. Така и Христос од гробот со неговото воскресение блика нов живот. По тоа заклинување се оди на северната страна од Македонски брод, на местото викано Стара црква. Тука исто така се извршува второто заклинување. Ова заклинување е проследено и со општонародна веселба. Тука има и домаќини за самиот ден. Се приготвува заедничка трпеза за сите што присуствуваат на прославата на овој празник. Третото заклинување се прави на градските гробишта. Од тука се тргнува низ полето, ако има пченица или некои други житни култури, се гази пченицата и се дава еден благослов за развој на незиното успешно растење. Дечиња мали се валкаат по нивата и пеат. Како што децата се валкаат, така и снопој тешки и големи да се валкат по нивата. Од тука учесниците во литијата одат до општината во дворот на фамилијата Живоиновци. Ова место порано било вакавско и постои еден бунар, на кој бунар се извршува мала служба.
Присутните се почестени од фамилијата, а потоа се оди и на јужната страна, во црквата Свети Никола. Околу 11:30 часот, во црквата Свети Никола, наречена и Толбе, се извршува четвртото закленување. Од оваа црква, потоа на Пладне, се стигнува повторно во црквата Света Богородица, каде што сите присутни прават литија околу црквата. 3 пати се вртат околу неа. За тоа време, во дворот на црквата домаќинките го приготвиле празничниот ручек и се седнува на трапезата во кругот на црквата на ручек. Сите присутни се послужуваа со црвено великденско јајце.